На советниците од една и административците во локалната самоуправа од друга страна, после изгледа лошо им тргна соработката околу утврдувањето на предлог програмите за наредната 2018 година. Таков печаток се добива по дискусиите на релација членови на комисија одговорни за култура, спорт и други надлежности. Пошто културата не стои во место, така и не стои и спортот. Имаме ситуација за побарање на повеќе клубови се одвојат финансиски средства, но сепак тие финансиски средства се минимални. Значи, мојата реакција по оваа точка се однесува исто како и за културата, дека буџетот треба да биде зголемен. Значи, ова е исто некаде околу 1,5%. Значи, мислам дека буџетот треба да биде зголемен најмалку дупло. Значи, предлагам да се стави на доработка оваа програма и да се зголеми буџетот, барем да биде на 6 милиони јанари. Оваа година е зголемен, значи секој буџетот на 3 милиона и 200. Знаеме дека е малку, меѓутоа ние сме состојба повеќе да, мислам, мнението е дека општина Кочани не е во состојба повеќе да одвојува за спортот, кога знаеме дека се уште имаме неасфалтирани улици, имаме други приоритети. Не општината како институција дека целосно треба да ја покрива културата и целосно да се грижи за културата. Недоразбирањата добија поширока димензија откако се расширија и со преписките на социјалните мрежи со обвинување и закани. Тоа предизвика реакција и на одговорните во општината кои се оградуваат од вербалните дуели, но и ги осудуваат меѓусебните навредувања, закани, провокации и слично. Дотолку повеќе што ова е прв случај во плуралистичко Кочани, недоразбирањата да излезат вон контрола. Додатна жестина на судирот му даваат јавно искажаните сомневања за разни облици на криминал во повеќе сфери од работењето и надлежностите на локалната власт, особено околу цените на превозот, обврските и така натаму. Реакцијата на јавноста се должи врз основа на сомневања за можен организиран криминал во корелација општина Автоатом, затоа што сакам да прашам како е утврден критериумот, односно контролата на извршување на тој превоз и како е можно превозот за учениците да биде 50 денари, а превозот за обичните граѓани да биде 20 денари до Оризари. Бидејќи мојот колега тук изјавува дека има овде организиран криминал, тоа се тешки обвинувања, бидејќи подопрен збор, така да е колега. Така, ако сте толку сигурни, јас ќе ве замолам да идете во основното јавно обвинителство и да покренете постапка, бидејќи излагате јавно пред камера и пред граѓаните на општина Кочани потенцирате дека има индици за организиран криминал. Тоа се тешки обвинувања и сметам дека треба да преземете лична одговорност за искажаното. Од тие причини ќе биде можно интересно што ќе донесе наредната четврта седница на Советот закажана за 15 декември, на која пред советниците стојат 56 точки на дневен ред. Дотолку повеќе што сите се жешки, бидејќи ќе се усвојуваат предлог буџети, програми, финансии, планови и слично. Секако, доколку во меѓувреме не се разжаштат вербалните и физичките пресметки. Инаку ситуацијата ја прави нервозна и фактот дека локалните избори се одржаа на само 2 месеци пред истекот на годината, поради што власта е ставена во тесно околу донесувањето на плански документи за наредната 2018 година. А кога нешто на брзина се прави, по правило предизвикува сомневање и напнатост.